Благодарам за збор. Сега има збор госпоѓа Грчева Солза. Повелете. Почитуван председателе на собранието, почитуван министер, почитувани колеги. Овој закон за високообразовните институции за образование на наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование некако падна во сенката на предложениот закон за високо образование и него доби, ми се чини, нужното внимание. И тој е исто толку, како и законот за високо образование, не помалку лош, не помалку со понудени апсурдни решенија, со неуко срочени критериуми и предлози. Полно од нив и се неостварливи. Ке се задржам, бидејќи на тоа имам право денес на оваа пленарна седница, само на амандманите кои што се вградени од комисијата до денес, односно само на спорните амандмани. Па ќе почнам со член 9. Во член 9 се зборува за тоа кој е надлежен за изработка на студиските програми. Ние имаме, да не споменувам пак, Устав со загарантирана автономија на универзитетот во член 46, но имаме исто така од оваа влада донесен закон за високо образование, каде што во членот 12 се гарантира академската слобода. Во рамки на тие ставови внатре во академска слобода, јасно е кажано кој е одговорен за студиските програми, за напредувањата во звања на професорите и така натаму. Сето тоа во овој закон е погазено на ист начин како во законот за високо образование. Во членот 9 има една комплетна некомпетенција, една неукост, каде што се зборува еднаш во еден став за комисија, која што донесува студиски програми, односно предлага, а втор пат комисии. Па никој не може да разбере за што станува збор. Предпоставувам, бидејќи е хетерогена материја, се работи за предучилишно, основно и средно образование, дека се работи да земеме за различни комисии. Тие се 4 члени комисии, еден од тие членови е представник од Бирото за образование. Но потоа во член 10, министерот повторно бара мислење пред да ги достави до одборот за акредитација, студиските програми бара од Бирото за образование, што е абсурд. Ако вие имате член во претходната комисија, не ви е потребно мислење, мислењето негово е артикулирано преку неговиот член. Второ, Бирото за образование не е компетентно кадровски, ниту било, нити ќе биде, да одговара и да може да донесе компетентни студиски програми. Па понатаму се вели, по добиеното позитивно мислење, повторно се формира 7 члена комисија, која што исто така ќе треба да ги пречисти студиските програми пред да се оди на одборот за евалуација. Значи една комплетно измешателство, еден куп комисии. Оваа земја ми се чини дека ќе осиромаши ако земат да се набројат сите комисии што овде се наведени во еден закон, ќе видиме дека земјава само од комисии е доволно да осиромаши. Значи, како што реков, многу е спорно да Бирото за развој во првиот став од член 10 повторно се бара мислење од едно некомпетентно тело. За студиските програми се компетентни универзитетските професори. Понатаму, во член 14, членот 14 амандмански го изменивте во исправна насока по мене, но повторно е вградена една неукост. Во првиот став се вели дека оние кои што ќе запишуваат студиски програми на овие факултети треба да поседуваат меѓународни сертификати за јазик, за потоа во четвртиот став да кажете треба да полага англиски јазик во колку нема сертификат. Па сега вие ако го задолжувате со првиот став дека он мора да има сертификат, тогаш во вториот не смеете да правите отстапки. Значи една
неукост на која што инсистирам, која што нон-стоп ја согледувам и исчитувам точно од ова министерство. Понатаму, член 17. Велите: изборот во звања на професорите на педагошките, сега ќе ги наречам факултети, е според во членот 17 став 1, според Законот за високо образование во наставно-научно и наставно звање за времето за кое е избрано. За потоа во став 2 да кажете: покрај критериумите за избор во звање согласно Законот за високо образование, лицата од став 1 на овој член треба да ги исполнуваат и следниве критериуми, кои што се доста јаки, доста строги. Па сега кажете ми, пошто треба еден наставник, еден професор на педагошките факултети да се разликува од еден не знам, физичар, од еден математичар, од еден информатичар, од еден доктор, и ако на овие последниве им требаат, да речеме за доцентура, 2 труда во импакт фактор списание со влијание, нови им треба 3. За вонреден професор нови, ако треба 3, на професорите на педагошките факултети 4. Тотално, значи, непознавање на материјата, направена едно решение без анализа, без да се види дека токму педагошките факултети се многу осакатени воопшто со избор на такви научни списанија. Ако им погледате низ периодиката, има многу мал број на списанија и многу мал број на трудови на наши професори точно од педагошките факултети, а сега како врв на се им се барат многу построги академски услови за нивно напредување. И повторно тука незнаење се спомнува Web of Science, како и во наредниот закон, не знаејќи дека постојат и други релевантни бази на списанија кои што се апсолутно релевантни, како што е Scopus на Елзевир, например, европската варијанта на Web of Science. И врв на се во овој закон ќе се бркаат на улица за прв пат, замислете, избрани редовни професори. Зборувам за членот 21, каде што? Значи, се кажува дека за 3 години од стапување во сила на овој закон, оние кои што се затекнати професори на педагошките факултети ќе треба да исполнат одредени критериуми за да ги задржат работните места, освен редовни професори избрани по втор пат и оние кои што 10 години се пред пензија. Но оние кои што се редовни професори, воопшто не е важно дали се прв пат или втор пат избрани. Најтешката инстанца на еден универзитет е да се исчекори од вореден кон редовен професор. Редовниот професор, за разлика од сите други професори, е избиран од Сенатот на универзитетот, не од наставно-научниот совет. И ќе бидеме стварно уникат. По многу работи сме уникат, но редовни професори ќе бидат избркани воколку не испочитуваат одреден број на критериуми, а за критериумите и нивната абсурдност веќе зборував. Значи, ја заклучувам оваа дискусија. Јас и колешката Топузова дадовме 3 амандмани, нити еден не беше прифатен за жал, како и што не се прифаќаат нели воопшто амандманите од опозиција, но за жал, за несреќа, бидејќи ги познаваме, оваа материја ни е многу позната и мислам дека од тие неколку амандмани со кои што сакавме да ги подобриме овие критериуми, да ставиме некој ред во напредувањето, во изборите, во критериумите, во квалитетот, значи ќе се отидеше напред во квалитетот, дури ни за тоа се немаше никакво разбирање, значи да се прифати една стручна сугестија преку изразена преку тие 3 наши амандмани. Ви благодарам. Согласно Законот за високо образование во наставно-научни звања и во време за кое е избрано. Значи, таму во Законот веќе постојат критериуми за избор во наставно-научно звање. Вториот став ви почнува со зборовите покрај тие критериуми, значи критериумите за избор согласно со Законот за високо, лицата треба плюс да ги исполнат и следниве критериуми. Па тука им додавате еден куп критериуми. Знаете колку наставници и колку професори од педагошките факултети се јавуваат за оваа работа?
Кому вие фрлате праши, па зашто е ова покрај критериумите? Дали тоа не значи суперпозиција, односно собирање? Или е одземање, може би, наеднаш? Значи, покрај критериумите за избор, кои важат во Законот за високо образование, вие си давате за право да им наметнувате, како да се нуклеарни физичари, да им наметнувате строги критериуми. Благодарам. Има Соуза, има реплика. Прво, колега, вие по системот, ја за мувата, вие за слонот, значи, воопшто не зборував за член 16, ниту за спорт, ниту за 3 просек. Зборував за многу посуштински работи, бидејќи тоа се структурните работи. Не се дали со тројка просек или со 4 просек. Зборував за начини на унапредување во звања. Не можете никого да убедите, поготово оние десетици луѓе што се јавуваат, дека имате член во кој што пишува покрај се она што го предвидува за напредување за сите други останати професии Законот за високо образование, овде им наметнувате плюс услови кои што вие сега узорно не ги исчитавте, како да не знаеме сами да ги исчитаме. Значи, изборував за студиски програми, изборував за тоа дека на основа на никакви критериуми ќе се бркаат редовни професори. Нити ви ги спорев лиценците, нити ви ги спорев спортовите што ги додадовте, значи за тие амандмани воопшто не зборував. Зборував за овие за кои што сите професори апсолутно беа против и со право, заради тоа што им се наметнуваат услови што не можат да ги исполнат. И конечно нема потреба, заради тоа што ако потпаѓаат под Закон на високо образование, нема зашто додатни услови да им се наметнуваат. Значи, тоа ми беше акцентот. Ниту спорт, ниту тројки, ниту четворки, ништо од сето тоа не спомнав и него спорев. Ви благодарам.